среде сезона водостопанство им ја покачи водата на земјоделците. Досега тие плаќаа по 500 до 600 денари декар за ориз, односно 700 до 750 денари за детелина. Сега новите цени се за најмалку 10% повисоки и тие се движат од 550 до 850 во зависност од културата. Раководството си донесува одлука свао на свое, се со цел да биде ликвидна фирмата, си ја покачува водата без да праша водокорисници дали можат да платат и касно е пуштена водата. Значи тоа е секоја година. Касно се пушта водата бидејќи не можеле да ги санираат оштетувањата на главниот канал. И се донесува, значи, после тоа секоја година уназад, секоја година се прави ребаланс и се покачува водата во сред наводнителна сезона. Ова ги попари земјоделците на кои водата за наводнување и досега им беше скапа. Нема потреба да се покачува водна заедница и цената на водна заедница. Пошто каналите не ги чистате и нема водари, нивите да ги наводнуват. Ние одеме по 3 пати денеска до нивата да си го наваднеме ризо. Трошкови се многу, давачки имаме многу, ѓубре качено се, па уште водата фала да се качи. И немаме сметка од тоа да го вработаме толку. Во исто време за нив голем проблем е и тоа што водата која ја платиле ја нема доволно во нивите. Да имаме вода е проблем кај нас. Оти немаме вода ја го слушав. Со таа ја го 3 метар шетера, то тие 3 метар што ги направам ја. За да не знам од кочини зашто не пушат горе на браната да појачат вода, тие работи требам. Ја бумовите погледнате мои сликата ја го. Таа гледај што врте, и тоа што врте 5 метра врте. До 5 метра што ги направам кажи. 2, 3, 4, 5 бумови се таму, а тука е 40 хектара земја. Тие таа 40 хектара му пченица треба вода се навали. Поради ова, во знак на револт, но и од немајкаде, земјоделците обработуваат се помалку ниви. Ако лани се наводнувало 80% од површините, оваа година 30 до 40% ќе се наводнуваат. Значи реагираат на друг начин, не револтирано бидејќи како друго ќе реагираат. Значи не со штрајкови, меѓутоа тих штрајк. Еве, не наводнуваме, една година ќе издржиме без наводнување, па да видиме хидросистемот како ќе функционира. Од друга страна, од водостопанство Брегалница потенцираат дека покачувањето на цената е резултат на зголемените трошоци на работење на водостопанство, во делот на одржување на каналската мрежа и големите долгови на земјоделците.